Благодарам, господине Джафери. Почитуван колега Иванов, навистина имавте една конструктивна дебата и се гледа дека овие теми во однос на буџетот, финансиите и економијата ви се познати и ги владеете на соодветен начин. Но во неколку работи не се согласувам и мораме да издебатираме. Прво, велите дека сме ве критикувале да овој ребаланс е неразвоен. И вие знаете како економист дека е неразвоен затоа што кратите цели 58 милиони евра од капиталните инвестиции. И тоа е еден факт кој оди на онаа страна која што кажува да овој ребаланс е навистина неразвоен ребаланс на буџет и стимулира неразвојна компонента. Друго, во овој ребаланс на буџет апсолутно на нито едно место не видовме пари, средства кои што се обезбедуваат за стимулирање на нови реални работни места, особено во приватниот сектор. Апсолутно никаде. Овде ги нема проектите од типот на Македонија вработува 1, Македонија вработува 2, со кои проекти само во минатата година се вработија околу 20.000 граѓани на Република Македонија. Во такви два дела, каде што вие не предвидувате соодветни средства, пари за стимулирање и на капиталните инвестиции, напротив, ги крадите, и за стимулирање на нови работни места, ние не можеме да дадеме оценка дека се работи за една развојна компонента на овој ребаланс на буџетот. За разлика од самиот буџет, имаше и повеќе средства за нови вработување, имаше и повеќе средства за капитални инвестиции. Единствено, што може да кажете во правдање на ваквата една политика во однос на креирање на ребалансот на буџетот е нереализираноста на буџетот од 2016 година, како да таа реализираност била многу мала и така натаму и така натаму. Вие, господине Иванов, тука е министерот, предвидовте кратење на апсолутно све. Кратење во образование на средства, кратење во здравство, кратење за нови вработувања, кратење за инфраструктурни проекти, за автопатишта, патишта. Се крати освен се додаваат средства нови 6 милиони евра за привремени вработувања и тоа до 31 декември 2017 година и уште нешто за што зборуваше колешката Митоска, никаде не ги кажувате средствата предвидени за вдомување, образование, здравствени услуги на мигрантите кои што треба да бидат вдомени во Република Македонија. Ова требаше да го кажете на граѓаните на Република Македонија пред 11 декември во изборната кампања дека планирате да вдомите близу 150.000 мигранти и Република Македонија од транзитна земја да ја претворите во земја на мигранти. За ова немате легитимитет од граѓаните на Република Македонија. Ова е важно прашање и требаше да го кажете пред 11 декември.